сте во Се за најмалите. Подготвивме уште една емисија исполнета со интересни содржини и корисни совети. Денес ќе зборуваме за летните предизвици на децата и родителите, ќе научиме повеќе за билијардот, ќе видиме интересни училишни иновации и ќе запознаеме позната личност во улога на родител. На крај ќе уживаме и во цртан филм. Останете со нас. Летото е омилено годишно време за многу деца, но носи дополнителна грижа за здравието. Во следниот прилог педијатар ќе ни сподели корисни совети за заштита од сонце, правилна хидратација и безбедно уживање во летните активности. Летото е период на веројатно еден од најубавите периоди во животот на секој дете. Мислам, не оди у школа или во градин. Целата зона која е од планетата која е под лето има развој на многу инсекти, потенцијални ризици од каснување од инсекти, не само од комарци, тоа се оси, пчели, страшлени и така натаму. Понатаму исто така има ризици кои што се врзани со начинот на исхрана, односно припремата на храна и можност за добивање на така наречени диареални синдроми, значи проливи заради загадување на храната, која многу полесно се загадува во лето, односно се се загадува бактериски, нели, едноставно може да добие интоксикација со некоја храна. Така да за лето е многу битно да се внимава каде се оди, мислам, нормално за одмор се знае од прилike каде се оди, меѓутоа и тука би сакал да им дам совет на луѓето, не е само отидите на море. Ако најчесто морето се користи, најубаво е детето да го однесете на море, например 2 недели, и веднаш да го качите на планина наредна недела, а не во Скопје или во било кој град. Предизвик е она што може да се случи со овие, особено со бувачки, да кажеме, нели, уједи од пајак, од комарец, ај тие се релативно по-безазлени, меѓутоа уједи од оси, пчели се веќе позначени и може да направат позначена алергиска реакција. За оние луѓе кои што идат на море, исто така да внимаваат многу на медузи, кои што може да направат значајно жарење и печење на кожичката на детето, па и на возрастните нормално. Например, има земји каде што треба да се примат одредени вакцини пред одење. Пример е најдрастичен пример е Индија, да речеме. Но има и одредени тропски зони каде што мислам земји каде што може да бидат посетени од наши туристи, да кажам. Во тропските исто така треба да се внимава исхраната. Пред се да се внимава на исхраната и да се внимава на алергените кои што може да предизвикаат алергиски реакции. Во смисол храна и се друго што е врзано со начинот на живење на населението. Ние не сме едноставно не сме научени на таа флора. Да речеме, имате одредени земји кои што се доста посетени, например Египет, да речеме, значи таму некои од овие лекови наши што ги користиме за диареја едноставно не помагаат. Треба друг тип на лекови таму да се земат, кои што се поефикасни за диареален синдром. Во однос на носењето на некоја, да речеме, аптека своја, зборам за семејството, секогаш треба да се има лек за алергија, секогаш треба да се има лек за температура, оти излагање на сонце, нели, може да дојде до, нели, сончаница, може да дојде до покачување на телесна температура, не значи дека е само инфекција во прашање ако качи детето температура. Треба да се носат уште некои други лекарства кои што се врзани за нега на кожа, за каснување и такви работи. Но, она што редовно го гледаме кај нас, тоа е да се носат и доста антибиотици. Јас, например, не би им советувал на луѓето туку така да дадат антибиотик, без оглед каде и да се отидени на одмор. Добро е да ги види, ако детето има некакви симптоми, добро е да го види педијатар, затоа нека, мислам, треба да плаќа здравствено осигурање, нели, патничко осигурување на крај на денот.
добро е да го види педијатар за да пресече дали треба да прима антибиотики или не. Тоа е еден од битниве елементи. Некако нашите обично сите носат и антибиотици меѓу другото. Заштитните фактори се многу често користени објективно. Видите, тука е интересен еден друг феномен. Ако го намачкате детето со 25 фактор, например, и го пуштите на плажа, ќе се намали создавањето на D-витамин во кожа за 92%. Ако ставите 50 фактор, ќе се намали 94 до 95% создавањето на D-витамин во кожата. Значи, мој топол совет е да намачкате го детето со заштитен крем, ама прво пуштите го на плажа без ненамачкано 10-15 минути, нека создаде D-витамин, па после тоа нека го намачкаат со заштитен фактор, да речеме. Иако заштитните фактори обично, мислам, они помагаат, нели, за да не дое до изгореници, особено на кожичката, меѓутоа не е па ни поентата да се седи на плажа 10 сати. Тоа мислам дека е претерано. Едноставно не мора да изгори детето, може да добие сончаница, особено ако е цело време у вода, главчето му е изложено на сончеви зраци. Користење на долги ракави, користење на или на таков тип на облека, не она што е устело запиена, се користи, например, во одредени пустињи, например Сахара. Меѓутоа, тоа се обично ленени облеки, кои што се широки, кои што прават провев. Таму, затоа што е екстремно висока температурата и екстремно високо зрачењето сончево, така се штитат луѓето. Меѓутоа, ако одите на плажа и детево се бањаат, нели, цело време, обично децата сакаат да се тука у плитко, влез и излези прават едноставно, од такви облакања нема потреба никаква, апсолутно. Боле да ако веќе се плашат од сонцето како и потреба од заштита, боле да го намачкаат со фактор за сончење, отколку да му облакаат мајца, па со мајцата да се бањаат. Знаете, кај нас температурата, ние гледаме секој ден бебиња кои што у лето се облечени како да се на Хималај. Значи, пред се, температурата во домашни услови треба да се држи на некои 22-23 степени, без оглед дали е лето, дали е зима, нели, со климатизери, со грејење и така натаму. А кај нас некако тоа не е баш правило и вие имате деца кои што живеат и се облечени, дебело облечени, бебиња облечени, а дома има 27 степени. Па 27 степени се бањаме. Нели? Ја тоа стално го зборуваме со нашите родители, дека децата не треба да се преоблакаат. Затоа што децата имаат висок калориски внес, висок енергетски внес. Оние трошат енергијата, меѓутоа создаваат и топлина. Тоа создавање на топлина може, ако е премногу облечено, да доведе до дехидрација. Впрочем, Македонија е една од земјите кои непосредно пред и после Втората светска војна има многу дечиња изгубено заради претоплување. И нашите стари педијатри, кои голем дел од нив не се ни живи више, мака мачеле да ги научат луѓето да ги соблечат деца, а не да бидат цели завиткани. Сега ние повторно се враќаме на некој таков режим. Инаку, највака практично кажано, децата бебињата треба да се шетаат секој ден надвор. Забрана да излезат надвор е тогаш кога температурата во надворешната средина ќе падне под минус 23. До минус 23 секој ден, саат време, бебето треба да се прошета надвор. Така да, а тоа е кај нас скоро немогуче, мислам, нели на 0 степени никој не излага надвор, а камо на минусна температура. Значи, што повеќе течност, потењето, трчењето на децата, топлото, потењето, води до губиток на течности. Пред се е внесување на течности. Наједноставно, што би рекле, вода, нели? А од друга страна, или сокови, да речеме, некои одредени, сега да не се многу со шекери, од тие шекери да ги им дадат дополнителна енергија на децата. Има нели, сокчиња кои што се за рехидрација, ако детето има повраќање или пролив. Меѓутоа, ако има повраќање, ја прво би им рекол одма да идат во педијатриска амбуланта, било каде и да се на одмор. Затоа што повраќањето знае да биде многу незгоден симптом,
кој што може да доведе до подлабока дехидрација. Значи, по принцип, што повеќе течност. Се надеваме дека нашите совети ќе ви бидат од корист во текот на летото. Продолжуваме понатаму. Продолжуваме со еден интересен спорт кој бара концентрација, трпение и добра стратегија. Да откриеме повеќе за билијардот и за младите кои со задоволство ги усовршуваат своите вештини. Билијардот како спорт доживува голема експанзија низ целиот свет. Станува многу популарен и меѓу младите и меѓу возрастните. Значи има најразлични надпревари и надпреварувања од било какви категории. Правилата се, значи, како што играат светските турнири, се играат генерално дисциплина деветка. Тоа е игра каде што се местат топките во позиција на ромб и треба да ги се играат од поред, значи од топка број 1 до топка број 9. И тоа се правилата и може да бидат може да биде многу болно оваа игра поради тоа што доколку се изиграат сите топки, доколку ти ги внесеш сите топки во дупка и ја промашиш последната, може противникот да ја стави последната топка и да победи. И затоа бара огромна концентрација и фокус и издржливост за да можеш да успееш да победиш. Омилена дисциплина во светот се играат 4 дисциплини. Тоа се осмица, деветка, десетка и 14-1. 14-1 е дисциплина каде што најмалку се игра, односно најмалку така застапена, порано се играла таа, меѓутоа сега не се игра толку. Каде што деветка дефинитивно доминира во однос на бројот на турнири што се игра во таа дисциплина. И генерално таа најмногу и се тренира. Мене најмногу ме привлече зашто почнав да играм да го тренирам овој спорт е физиката на топките, односно како движењето на топките и што се треба да направиш за да со белата топка да ја внесеш другата топка. Билијард штеки има 3 врсти кои што една е за играње, една штека е за играње, друга е за брейк, односно за разбивање, тој почетниот удар, и трета штека е за джамп, тоа е кога белата е скриена позади некоја друга топка и треба да ја скокнеме за да направиме легален контакт со другата топка. И исто така постојат значи многу брендови на штеки. Јас имам спонзори, доколку ги имаш основите и техниката, ставот, можеш тоа се така како основите за да успееш, меѓутоа психичката спрема, значи игра огромна улога поради тоа што доколку ти избега малку, доколку не си сконцентриран 100%, доколку ти избега фокусот малку, можеш многу лесно да направиш грешка и да таа грешка да резултира со губење на меч или на некој голем турнир. Исто така и физичката спремност е многу битна. Јас почнав да тренирам некои кардио вежби за истегнување и тоа доста помага во играта. Техники за смирување, например, има техники на свесно дишење, на медитација, тоа се медитација, тоа е се надвор од масата, значи доколку ја користиш таа техника може многу да ти помогне во играта за смиреноста, да не бидеш нервозен и да ги донесуваш правилните одлуки во клучните моменти. Па трае во зависност од тоа доколку партии се игра, например доколку на големите турнири се игра кој прв ќе стигне до 9 партии, кој прв ќе победи 9 партии и тоа знае да биде, може и да се одолговлече, меѓутоа знае одма да заврши доколку противникот победи со 9-0, 9-1,
знае и брзо да заврши, значи просек е околу 1,5 час. Јас бев мал и уште не знаев тогаш, меѓутоа татко ми држеше тренинзи во Гран клуб, тоа е мојот матичен клуб, и до ден денес држи со останати тренери. Он држаше тренинзи, јас го гледав него како ги учи останатите деца и така почнав полека он да ги учи мене да ми учи основите и така се запознав со оваа игра. Значи во 2019 се основаше билјард Федерацијата на Македонија. Тогаш за прв пат се случи толку големо нешто за билјардот во Македонија. И ден денес имаме преку 150 лиценцирани играчи кои што се надпреваруваат во државното првенство и на меѓународно ниво. Јас сум единствениот македонец кој што има донесено медал во билјард на Европското првенство во јуниорска категорија. Исто така имаме и играч од Прилеп, Владимир Георгиевски, тој има донесено медал, исто така бронзен медал од Европското првенство, тоа е со лица со попреченост. И можам да кажам дека имаме доста квалитетни играчи со оглед на тоа колку малку време постои оваа федерација и дека немаме многу традиција и многу сум задоволен со квалитет. Сакам да потенцирам дека јас сум 4 пати државен јуниорски првак, освојувач на Купот на Македонија во билјард, државен првак во сениорска конкуренција на Македонија, 2 пати балкански шампион до 17 години, имам бронзен медал од Европското првенство во јуниорска категорија. Во март исто така го освоив и имаше отворен турнир во Босна. Тој турнир беше организиран од Matchroom, која што е најголемата организација во светот во билјард. Имам многу големи успеси и тие се резултат на мојата пожртвуваност, посветеност и љубов кон овој спорт. Јас се угледувам, имам двајца идоли кои што се угледувам, тоа се Джейсон Шоу и Дарен Аплтон, тие се двајца од Англија, каде што минатиот викенд имав чест да посетам академијата на Дарен Аплтон, тоа е врвен играч, 4 пати светски шампион и имав привилегија да научам нешто повеќе и да ми помогне во мојата игра. Навистина е тешко да некогаш да најдеме баланс помеѓу училиштето, обврските и спортот, меѓутоа со добра организација на времето, лесно и по некое време се навикнуваме на таков начин на живот, каде што тренингот јас тренирам секој ден по 3 часа, одам на училиште, учам. Жртвата е понекогаш и излегувањето со другарите, каде што не можам толку често да излегувам со нив. Тоа е тоа. Најголема поддршка до ден денес е мојата фамилија и моите најблиски кои што ме поддржуваат, иако на почетокот беа малку има предрасуди бидејќи не е невообичаен спорт и очекува со фудбал, кошарка и меѓутоа не го очекува билјардот, но ме поддржуваат. Се разбира. Исто така сакам да ги поздравам и моите кои што се колегијата, така да ги кажам, од билјардот и од клубот кои што ме поддржуваат, моите поддржувачи кои што ми помагаат да одам на поголеми турнири, поголеми патувања со цел да се подобра мојата игра и мојата кариера. Иако не е олимписки спорт, верувам дека во следните олимписки игри дека ќе влезе како спорт, бидејќи стварно е толку тежок спорт и има толку огромна конкуренција, може да го освои турнирот 30-40 играчи доколку зборуваме на врвно ниво. И стварно конкуренцијата е огромна и исто така бара голема пожртвуваност, посветеност и
љубов пред себе. Постојат варијации каде што има и исто така и светско првенство во светско тимско првенство, тоа е во екипа од тројца, каде што е доста интересно. Исто така има и најголемото натпреварување во билјардот е турнирот Mosconi Cup. Тоа е најдобрите петорица од Европа и најдобрите петорица од Америка се натпреваруваат за една титула. Тоа е фактички како континент против континент и тоа е мојата цел, еден ден да влезам во таа најдобра петорка на Тим Европа и да бидам еден ден, се надевам, светски шампион. Иновациите и технолошкиот напредок денес се гледаат низ различни сегменти од наставата. Денес ќе се запознаеме со дел од нив. Основното училиште Партенија Зографски е опремено со современа технологија за изведување на настава со учениците и за реализирање на одредени наставни содржини. Нормално не секоја наставна содржина ја реализираме и користиме постојано овие алатки, но самото современо време и општеството и напредокот општо на глобално ниво налага да се користи што повеќе оваа технологија и затоа како училиште се стремиме да бидеме што повеќе во тек со ова иновативна технологија за при реализирање на наставните содржини. Работата на конкретно да речеме на интерактивните панели и смарт таблите го привлекува вниманието на учениците, а тоа е најважно кога се наоѓаме во училница. Штом ние ќе успееме да го привлечеме вниманието на учениците, да бидат насочени кон она што го работиме на самата табла, да имаат желба што повеќе они да работат, да учествуваат на часот, тогаш веќе сме исполниле голем дел од целта која што сакаме да ја постигнеме при изучување на одредена содржина. Помага затоа што достапноста до одредени материјали е многу побрза, многу полесна, визуелниот пристап е многу полесен, поедноставен и попривлечен за самите ученици, за разлика од оние постери кои што ги имаме прикачено на зидовите. Сепак самиот изглед на истиот постер преку одреден ваков уред е многу поубав. Сите училници се опремени со смарт табли и интерактивни панели и секој наставник поседува компјутер. Сите наставници од предметна и оделенска настава се обучени и редовно ја користат националната платформа Настава.мк, која представува дигитализирана платформа за онлайн учење. Тука секоја лекција, секоја наставна содржина е пропратена со персонализирани задачи, квизови, видеа и аудио презентации кои ја зголемуваат љубопитноста кај учениците и истражувачките активности. Преку платформата, наставникот многу лесно го следи напредокот на ученикот во реално време, а и родителот од својот дом има пристап на профилот на ученикот и има увид колку ученикот има реално знаење за секоја лекција. Интегрирањето на таблети, интерактивни табли во секоја училница ни нудат можност, сега работиме на тоа, да заедно со програмите за кодирање и роботика преку Scratch и Arduino, учениците од трето оделение па нагоре да креираат своји проекти. Исто така сакаме да воведеме и STEAM лабораторија со 3D печатачи и VR очила за виртуелна стимулација на научни експерименти, што ќе го стимулираат креативното размислување кај учениците. Овие иновации не само што ги подготвуваат учениците за дигитална иднина, туку и ја зголемуваат мотивацијата и успехот на учениците. Користењето на овие технологии во нашето училиште носи огромен бенефит за учениците и наставниците. Го привлекува вниманието на учениците, тие сакаат повеќе да работат на овие уреди и да учествуваат во изработката на одредени проекти, да ги анализираат постигнатите резултати. Наставниците пак имаат можност преку адаптивни програми да ги прилагодуваат задачите на секој ученик
според нивото на знаење што ја зголемува мотивацијата и самодовербата. Следно, интерактивните алатки прават часовите да бидат динамични и забавни, со што ги подобруваат вештините побрзо отколку традиционалните методи, а истовремено го зголемуваат успехот кој што го постигнуваат учениците. Овие иновации ги подготвуваат децата за дигитална иднина, промовирајќи самостојност, креативност и инклузивност за сите ученици. Колку што сум запознат, поголем број од училиштата се опремени со ваква технологија и мислам дека како општество имаме добар напредок и фаќаме чекор со современиот дигитален свет. Нормално, потребна е поголема поддршка и обука на наставниците за да чекориме сите напред. Последниот прилог ќе запознаеме позната личност која ќе ни раскаже како изгледа нејзиното секојдневие како родител. Ќе слушнеме интересни приказни, искуства и совети поврзани со семејниот живот. Јас сум ранобудец, станувам многу рано, во 6 часот веќе сум станата и многу ми е битно првиот саат од денот, час од денот да го поминам само за себе, да биде онака мој ден, мој саат. Тој еден час е мој, само мој, каде што ќе си направам утринска мача, пијам мача од Сабајле и во 7 часот веќе почнувам да будам деца едно по едно, ги спремам за во училиште и за во градинка и Лазар оди сам во училиште, Ева ја носам во градинка, се враќам дома и веќе во 8:30 сум почната со работни обврски. Заборавив да кажам дека 3 дена во неделата одам и да вежбам, тоа е исто утринско од Сабајле. Јас секогаш го зборувам тоа и ќе го зборувам дека доколку има добра организација за се постои време и за бизнис, и за фамилија, и за деца, и за вежбање, и за друштво со пријатели и веќе во 3 часот собирам деца, се прибираме дома, имаме семе, ручек што е многу битен за нас. Секој седнуваме заедно на маса да ручаме и тој половина час додека трае семејниот ручек со нормално изгасен телевизор, каде што зборуваме на кој како му поминал денот. Мислам дека тој ритуал и тој дел од денот е најбитен за спојување на семејството. Лазар е 8 годишно дете, Ева е 6 години, сега ќе биде првача во септември. Лазар е многу интересно дете каде што постојано зборува, постојано прашува и многу истражува и многу го интересира географија и цело време е со атлас и со глобус дома и ми кажува некои интересни информации што за мене реално се не сум слушнала затоа што тоа кога сум учела во училиште влегло од едното ово, од другото излегло и и се заборавило. Тренира кошарка и е во некој муд, така да наречам, дека ќе биде кошаркар и ќе игра во NBA. Многу сака Џордан. Ева е многу креативна, многу сака да црта. Значи многу добро пее, така да многу ме потсеќа на јас кога сум била мала и мајка ми кажува дека имаме огромни сличности, дури на моменти кажува дека многу повеќе од тебе, пошто Ева е многу своеглава и што ќе науми тоа прави. И јас постојано како родител мене нормално тоа ми смета, но во иднина знам дека тоа е добро како карактеристика. И мајка ми знае да се нашали да каже, па нема на кој да се метне, значи иста како ти си била беше иста таква, еве сега и ќерка ти. Значи види што ми се случуваше мене, што ти се случува сега на тебе. Јас сум многу строга. Многу строга, многу принципиелна, многу почитувам правила и сакам моите деца да почитуваат правила. Сопругот е попустлив, но кога он ќе каже не, они знаат дека тоа е навистина така и во моментот сопираат. Не дозволуваме социјални мрежи, значи не знаат ништо од социјални мрежи, телефон многу ретко и тоа е обично, како што кажав, Лазар истражува на Google, чита некои работи кои што го интересираат.
Ева воопшто нема контакт со телефон, понекогаш знаеме нели нормално да ја дадеме телефон како и секој родител, но тоа е многу ретко, може да се случи еднаш неделно за викенд по 1 час или 2 пати по пола час 2 дена, значи толку имаат контакт од телефони. Подмали ги учиме да бидат самостојни, затоа што еве ние живееме во населба која што е мирна, имаме овде малска продавница, од 2 години сами одат во продавница, нормално ги надгледуваме со парата во рака, оди купи леп, оди во по крај, знае каде треба да отиде. Значи таа самосталност мислам дека се гради од мали нозе, ги пуштаме на улица, нормално ги надгледуваме што како прават помали додека биле. Ги учиме да донесуваат самостални одлуки, без разлика дали се тоа правилни или грешни, и ако направат грешка знаат дека одговорноста е нивна и дека во иднина ќе размислат 2 пати пред да донесат одлука. Јас децата сакам да видам тоа што они сакаат да видат и јас ќе бидам горд родител доколку го изберат тоа што сакаат да го видат, а јас ќе ги поддржам максимално. Затоа што моите родители мене ме поддржаа максимално во тоа што сакам да го работам, затоа што моите родители не се занимаваат со мода, ниту едниот, ниту другиот, и сега се горди родители на тоа што го работам. Така да што и да сакаат они да работат, јас ќе ги поддржам максимално. Најважно од се е да бидат емпатични. Значи, постојано од кога почнале да разбираат и од кога почнале дружба со врсници, нивни врсници, ги учам на емпатија. И за мене е многу битно еден човек во себе да има емпатија. Ви благодариме што бевте со нас.